Еве сме назад во студиото, време е да ја започнеме и нашата прва денешна тема, која што се надевам дека ќе ви биде интересна, од друга страна и корисна, дека ќе го задржи вашето внимание, а во текот на разговорот ќе имате можност па и сами да се вклучите доколку имате одредено прашање или доколку нешто не ви е јасно со истата, ќе бидете добредојдени да се вклучите и да ги поставите своите прашања. Во рамки на нашите емисии на телевизија 24 досега сме зборувале за традиционалната тајландска масажа и придобивките кои што нели човековиот организам може да ги има од неа, без разлика дали зборуваме за човек кој што има одлична здравствена слика или пак можеби оние кои што имаат одредени потешкоти со своето здравје. Како и да е, денеска ќе позборуваме на кои начини традиционалната тајландска масажа може да помогне кај оние личности кои што имаат одредени попречености во својот развој, а најмногу што се однесува до родителите на кои што паѓа нели најголемиот товар, на кој начин ќе се грижат за своите дечиња и каков тип на внимание ќе им посветат, се со цели покрај одредените пречки кои што ги имаат во својот развој, да можат да живеат максимално квалитетен живот и развојот да им биде исто така поквалитетен и подобар. На оваа тема зборувам со човекот кој што е навистина компетентен да говори за истата, долги години ја применува оваа техника, оваа масажа и на тој начин помага на голем број луѓе. Па денеска со нас ќе ги сподели сите детали околу оваа тема и фактот што овој пат има идеја и е расположен да им помогне на родителите кои што имаат дечиња со одредена попреченост, а сакаат да направат истите да се чувствуваат подобро. Тука му посакувам добри дојде на Атанас Муковски, инструктор по традиционална тајландска масажа, левел 10. Атанас, добри дојде одново во телевизија 24, но за прв пат во Македонија денес. Благодарам на поканата, благодарам на прекрасната најава. Прекрасно е новото студио. Ви посакувам убава работа. Благодарам многу. Да, ти си бил наш гостин и како што рекол во најавата сме зборувале за сите позитивни страни кои што ги има овој тип на масажа. Меѓутоа овој пат добиваш една идеја, една желба да помогнеш пред се на родителите кои што имаат дечиња со одредена попреченост, без разлика од каков тип на попреченост станува збор, и да им помогнеш. Ќе објасниме како, меѓутоа пред се сакам да споделиш со нас како ја доби оваа идеја и оваа желба. Па, видите, на академијата во Тајланд, значи имаме, подпишуваме некој курикулум се вика, во тоа академијата налага, значи препорачува дури за полагање на некои на следни левели, битно е да јас да покажам дека сум имал некаква општествено корисна работа во самата држава каде што ја практицираме нивната школа и ја представуваме. Во принцип, идејата долго време ми се ја размислувам, ја комплетирам, се обидувам да видам како може најдобро да се изведе, но ја добив, сега последно имав една мајка со едно детенце, има мултиплекс склероза детенцето, значи и оштетувањата што одат сами со таа диагноза. И нормално, гледајќи лицето на мајката, сватив дека стварно на таа жена е потребна моја помош. И сега со секое доаѓање она ми објаснуваше како има и потешкоти да дојде и финансиски не може. Значи збир на работи ме натера да јас неа да се обидам во кратки црти да и покажам неколку основни работи кои она во меѓувреме и така си стои дома со детенцето да си го поминува поквалитетно времето преку тоа што ќе нанесува некаков вид, основен вид на традиционална тајландска масажа со цел да детенцето се развива уште подобро, него само да прима една масажа. Така да неколку пати ја објаснив, брзо учеше, брзо впиваше, детенцето затоа што се нели во и таква блиска врска мајка и дете многу добро го прифати сето тоа, како мајка воопшто нема детето страв, значи голема предност е таа во однос на некој масер или на некоја установа. И жената, да ви кажам, за 2, 3, 4 пати колку што дојде, можам да кажам дека научи доволно, солидно, за да може, значи, да
да прави некоја масажичка на дневно ниво со детенцето, и сега мора да напоменеме. Значи, овој курс родителите нема да се стекнат со знаење доволно за да се замени било кој физиотерапевт или доктор, да се разбериме. Значи, ова ќе биде дводневен краток курс, каде што ќе ги стекнат основите на традиционална тајландска масажа. Значи, времето што ти е секако, нели, мајка, дете или татко, дете, има таков однос, нели, мазење, гушкање, сето тоа ни е нас исконски вградено во ДНК-то, мајката го има тој мајчински инстинкт да го стимулира растот на детенцето. Јас само ќе ги научам како конкретно, како точно и безбедно, што е многу битно, значи најбезбедно, тие да нанесуваат притисок на емотивни, животни точки и да го стимулираат растот, посебно кај овие дечина со посебни потреби, каде што им е потребно за, нели, да можат да компензираат заради диагнозата и да се вклопат во општеството и да станат самостални и корисни граѓани на општеството. Јасно, јас кажав и знам дека е така, различни типови на луѓе од различни возрасти и со различна здравствена слика досега често ти се обраќале за помош. Претпоставам ти дека мораш комплетно да знаеш за каков човек станува збор и за евентуалните потешкоти или пречки во здравјето кои што ги има. Меѓутоа, претпоставувам дека доста се разликува работата со човек кој што нема одредени компликации со своето здравје, туку едноставно сака да се чувствува подобро, да има подобра енергија и така натаму, а се разликуваат оние кои што веќе имаат одреден проблем, без разлика дали станува за одредена, не знам, несреќа, незгода или нешто што вродено го носат. Прашањето ми е колку се разликува пристапот и работата со оваа втора група, она за што денеска зборуваме, оние кои што можеби имаат одредени пречки, а треба, нели, кај нив да се успешно примени еден ваков тип на масажа. Значи, видите, процесот е следен. Кога ќе дојде клиент кај нас, значи се прави едно кратко интервју, се запишува на лист, отприлика се потенцираат точки, значи дали има висок притисок, дали имал сообраќајка некојаш, дали имал повреди на грбот, на рбетниот столб, било каква, дали има диабетес, дали има покачен крвен притисок. Сите такви моменти се внесуваат во тој еден како модел за работа и се потенцираат дека постојат. Према тоа се формира, нели, сеанса, техника што да се употреби за лицето конкретно. Што ми беше збор? Значи, вашето прашање е убаво формулирано, дали има разлика меѓу луѓе кои тоа го прават од други побуди или од оние кои имаат проблеми или Сигурно дека има, но во основа масажата е секогаш превентивна, односно стимулативна техника. Што значи, во принцип, секоја масажа, а тајландската масажа како кралица на сите масажи, го стимулира прво крвотокот, ја стимулира животната енергија, значи било кое, дали е дете, дали е возрасен, добива прво зголемен имунитет. Со самото тоа што се зголемува движењето на крвта, енергетски се подобрува. Второ, има емотивен момент кога, нели, мозокот е посмирен, се смалува анксиозноста, се смалуваат нервозите, стресот се и кај него се делува, а свесни сме дека голем дел од автоимуните заболувања кои се денес на мапава и фрапантни некои бројки во Македонија и општо во цела бивша Југославија и на Балкан цел и можеби и цела Европа, за некои држави и немам информации, толку многу се појавува, да речеме, аутизмот сега е не знам, зголемени се бројките, да. Постојано се дискутираат причините, меѓутоа... Ете така. И сега кај тие дечина, нормално потребно е нега од родител и сега ние со курсот сакаме постигнеме родителот да научи, нели, основи на традиционалната тајна масажа. Значи да може да му измасира рачиња, ноџиња, да може грб да му измасира, лице, врат. Со тоа да го стимулира детето, да го стимулираме неговиот одбранбен имунолошки систем, да делува по-конкретно, по-насочен да е и да го стимулираме растот кај децата, смиреноста. Значи, голем е диапазонот на тоа што ние секи опфатиме како диагноза и за што се може да се прави. Сега, во првиот ден од курсот, исто така ќе учиме што не смее да се прави, значи, кои точки треба максимално да се избегнуваат, што не смее да се прави. Да биде безбедно, да, значи најбитната работа во сето ова ни е безбедност.
И затоа потенцирам и се кажувам уште еднашка. Ова нема да го замени одењето на физиотерапевт или одењето во болница или одењето на лекар. Но ова ќе ни помогне да го заокружиме тој круг. Во меѓувреме родителите секако сакаат да им помогнат на децата, ама не знаат како. Со ова ќе стекнат основни знаења за да можат да нанесат основна безболна и масажа која нема да предизвикува никакви иритации или проблеми, со тоа да го потурне детето во тој момент да се развива и да ги стигне другарчината кои одат со него во школа. Вие споменавте самиот дека родителите во секој случај дека се поинаку поврзани со своите деца отколку било кое друго лице, дали станува збор за одреден терапевт, доктор и така натаму, нели стручните лица. Меѓутоа еве споменавме аутизам. Оние деца кои што имаат таа состојба знаат честопати најголемиот дел од нив се да кажеме хиперактивни. Не можат подолго време да се во едно исто место, нели? Имаме случаи каде што доколку има одредена физичка попреченост, не секоја поза претпоставувам може да се примени кај таа одредена личност. Одредени не можат толку лесно да седат, други можеби не можат толку лесно да се движат. Како изгледаат тогаш со нив сеансите? Да, сте имали некогаш и вие потешкоти да кажеме, претпоставувам не е секогаш едноставно тој контакт да се воспостави. Видете зошто е ова интересно и зошто јас сакам да го дадам на општеството овде во Македонија. Секое дете на тие години е поврзано со мајката или со таткото. Значи, било какви вежбички мајката и татката да изведуваат со детенцето, ќе бидат многу побезболни и помалку стресни, отколку да се носи детето во центри, во болници, сијалици, бели одела, значи сето тоа и кај нас предизвикува стрес, а не па кај деца. За аутизмот кажавте, значи тој во основа покрај сите карактеристики што ги има како диагноза, ја има таа хиперактивност, зголемена тензија, нервоза, слаба концентрација, сето тоа, значи родителите ќе научат, има една специјална масажа, се вика масажа на врат и на теме на глава. Со стимулација на тие точки се поврзани од рамењата преку вратот до темето на главата, со стимулација на тие точки се ослободува хормон во телото кој делува на емотивно и на физичко смирување. Значи срцебиењето се смалува анксиознота, се смалува стравот, значи го третираме детето да во тие моменти да добива нели квалитетен крвоток, квалитетна стимулација на системот имунолошки и делуваме да има подобар сон, да има подобро помнење, огромен е бројот на бенефити кои ќе ги добијат. Во второто прашање ви кај што поставивте дека некои дечиња не можат да одат, не можат да седат, проблеми во раст, автоимуни заболувања како мултиплекси, страшни се и поразителни бројките колку деца уствари во Европа страдаат од болести кои пред 100 години биле баук тема. Така да мислам дека е крајно време да видиме што ни нуди светот, да ги видиме европските и светските искуства. Ги охрабрувам родителите нека отворат и на интернет да видат што значи тоа масажа на деца, каде се применува, колку е тоа и какви резултати дава. Јас можам да ви кажам дека дете кое во такви услови, покрај лекарска и покрај физиотерапевтска грижа, кога ќе ја добие и грижата од родителот на ваков начин, родителот кога ќе е спремен во некое ниво да му помога на детето на дневна база, ве уверувам дека детето ќе расте многу по-безгрижно и посретно како што и треба да се сите деца, нели? Да. Убаво е да се слушнат сите овие работи. Знам дека барем вие ги зборувате од искуство. Тука некаде ќе ги отвориме и нашите телефонски линии, ги гледате испишани на екраните. Со мојот денешен гостин Атанас Муковски, кој што е инструктор по традиционална тајландска масажа левел 10. Говориме за начините кои што преку примена на овој тип на масажа може навистина да го подобрат растот, развојот и квалитетот
квалитет на живот кај сите луѓе, но и денеска конкретно се задржуваме и на оние кои што имаат одредени пречки во својот развој, а тука се секако родителите кои што треба веројатно да ги превземат сите потребни чекори. Не се сомневам и дека е така, меѓутоа еве денеска даваме предлог и сугестија за еден начин кој што, како што говориме, според изражувањата на европско и светско ниво, навистина носи позитивни резултати. Ги очекуваме вашите јавувања во продолжение. Уште малку да позборуваме за оние ситуации од кои што вие имате искуство, велите дека во секој случај ова е нешто кое што носи позитивни резултати. Меѓутоа претпоставувам дека и тука има разлики во однос на тоа колку време е потребно кај секоја личност за да се видат оние први буквално видливи резултати да има. Од што тоа генерално зависи и дали луѓето имаат, што се вели, трпение, дека треба веројатно да помине одреден временски период каде што се применува овој тип на масажа за потоа да се почувствуваат и првите бенефити. Да, нормално, човечкото битие, нели, перцепцијата за светот му е сакам сега се и сакам одма, но како што кажавме, значи, тајландската масажа е еден начин на вежба која изведува некој друг наместо пациентот. Значи, некој кој не е во состојба, нели, да оди, да испешачи, да истрча, да се истегне, ние со масажата ги стимулираме тие покрети, односно го лажиме на еден начин, му ствараме перцепција на организмот дека сето тоа му се случува, дека е активен, дека има зголемена циркулација, подобрен имунолошки систем. Значи, целта е да се на детето да му се даде можност да преку вежба на мускулите, преку стимулација да немаме закржлавување, да немаме заостанување, затоа што човек како битие ние сме создадени, нели, да се движиме, да одиме и да трчаме и сето тоа. Се друго, кога сме ние во кревет, легнати, во непријатни положби кои не се природни за нас, носат до забавување на крвотокот, намалување на животната енергија, воопшто намалување на целиот тој процес на функционирање на телото. Ние преку ова сакаме тоа да го надоместуваме во некоја фаза. Значи, даваме услуга, да го стимулираме детето, да мускулните влакна си добиваат потребен кислород, крв, сето тоа како што би требало да биде. Гледам дека ме прашувате втор пат веќе за опасноста и дали некој може или не може и дали треба или не треба некој да прима. Во основа, значи, секој, буквално од детенце од неколку месеци до стари луѓе на 80 години, сите би било убаво да може да примаат одреден вид на притисок нанесен преку тајландска традиционална масажа. Проблемот што е? Проблемот е да се знае од што се проблемите настанати, ако се знае дали е автоимуно, дали е било какво заболување и да се знае техниката. Значи, многу е битно да се знае што не смее да се направи, а во тоа што смее да се направи, колку родителите ќе научат, колку некој ќе е подобар или понедобар, пак мислам дека ќе е поубаво отколку воопшто ништо и да се остави детето само со институциите или со еднаш одење да живее. Мислам дека ова на многу родители со вакви проблеми ќе им се најде. Врската со детето ќе ја продлабочат, нели, ова е нешто што се прави групно, разговараат, се дружат, прекрасни се искуствата. Јас баш следев неколку студии во Шведска и во Германија. Можам да ви кажам дека тие држави баш го имаат имплементирано тоа во нивното секојдневие и резултатите се видливи. Да, ќе објасниме и подетално за сето тоа, само ќе дадеме предност на нашиот прв гледач. Веќе имаме некој кој што сака да постави прашање. Добар ден. Добар ден, Мартина. Љубав ден и среќен ден вам и на вашиот гостин. Вака, јас од половината надолу не знам дека е мое. Не можам да одам и просто ќе седнам, не можам да станам, едва и станувам. Со силом барам убавина. Да ми каже како можам, јас порано сум одела, сум шетала, а сега да не можам да станам од кревет. На стол ќе седнам, ја морам да се фатам за масата за да станам. Колку години имате, госпоѓо? Имам 64 години пуни, у 65-та. Сега ќе наполнам на ноември месец.
65 години. Ке ве молам да ми кажете и унапред ви благодарам за остапеното време. Ви благодариме ние што не следите. Поздрав до вас. Имајте убав ден. Малку е надвор од темата. Јас само ќе охрабрам, ќе охрабрам жената, еве пошто вака се јави, може да ме побара на Facebook, ете Ата на Смуковски или било како на Google да напише. Ќе стапиме во контакт, ќе ми каже што се, нели, причините за таквото и ќе видиме заедно нешто да одлучиме за да може да и се помогне на жената. Рековме неколку пати во текот на разговорот, сепак треба да се знае комплетната здравствена слика на личноста. Да се знае, така е. Да, не може би навиките, начинот на живот и сите околности за да може да се знае начинот. Сето тоа се начинот. пополнува кај нас, да се прави еден како интервју, скрининг се вика тој кај нас, каде што личноста, нели, и физичките и психичките состојби ги анализираме за да може да се одреди најпотребната сеанса за таа личност конкретно. Што ќе одговори, што ќе помогне. Да, застанавме до оној момент каде што објаснувате постојат земји кои што навистина високо ги ценат придобивките од примена на традиционална тајландска масажа, затоа што се покажало дека навистина помага и се истите позитивни. Шведска ги споменавте, Германија, генерално ето што малку да позборуваме на светската мапа, каква е ситуацијата со традиционалната тајландска масажа? Постојат ли земји каде што би рекле дека навистина максимално се користат бенефитите, како кај сите луѓе, па ете така и конкретно кај оние кои што имаат одредени попречености? Во последните години тајландската масажа веќе го заслужува своето место во денешницата, иако прошлите неколку 100 години, например, беше бесправно или од некои други поводи ставена малку на маргините. Сега полека се враќа затоа што веќе имаме учење, правилно учење, посета. Еве јас студирав на академија во Тајланд, значи во изворот примаат веќе странци, нели, за нив и несебично го шират тоа свое знаење, што резултираше, например, во Америка се отворат огромен број на професионално студија за традиционална тајландска масажа, како да ви кажам, бенефитите се секогаш видливи и секогаш се тука. Со самото тоа ви кажувам, значи човек кога има добра циркулација, емотивно добро стои, стресот го регулира преку медитација, вежбички, масажа, јас ви гарантирам дека сигурно квалитетот на живот им е зголемен. А за бројките, еве ќе ви кажам, во Америка нели тоа е малку и покомплексно, тие нели имаат малку и повисок стандард, по пристапни им се некои работи. Можам да ви кажам дека Америка сега предничи во таа употреба на источна медицина, каде што нели се предлагаат употреба на природни лекови, употреба на здрава храна, програми за здравење, програми за емотивно исцелување. Тајландската масажа исто високо многу котира. А во Европа мислам дека Германија го носи приматот. Баш гледав, имам 10 или 11 колеги на цело ниво, на цела територија на Германија со мој левел. Значи, ние постоиме на светска мапа кој, каде и колку завршил, со какви оцени и сето тоа. Што значи дека со самото тоа имаат 11 стручњаци низ целата земја кои се во можност да отворат академии и школи и автентично да го пренесуваат тоа знаење од Тајланд. Така да тие предничат, го користат, го препорачуваат, го стимулираат и верувајте ми, успехот е неизбежен. Само едно, значи, сакам да ви потенцирам, да се обидеме да замислиме. Замислете во една болница кај нас, покрај докторскиот, покрај физиотерапевскиот и покрај основниот нели тим на болницата, да имаат и неколку физиотерапевти од оваа бранша, значи кои ќе ги посетуваат болните, кои лежат. Не мора сега тоа да е секогаш масажа од час, час и половина, него може да биде 20 на минути на било како. Верувајте ми дека индексот на перцепција на здравството, луѓето кои учествуваат во тој процес, дека е веднаш ке е видлив. Со само вработување на, не знам, на 10 на 15 вакви работници во еден клинички центар. Тоа би било прво испомош на болницата, второ заздравувањата многу подобро би оделе. Значи самата перцепција на граѓанин здравство би била
била сосема поинаква. Јас се надевам дека во некоја следна прилика ќе можеме да разговараме и со некој кој што можел да ги почувствува бенефитите Сигурно, и лично од да. таиландска масажа, па ете да сподели како сето тоа Нема изгледа, проблем, да. и во која мера му помогнал, уште малку да ги охрабриме родителите, бидејќи Да. тоа е нашата централна тема. Како што кажав на стартот, добивте желба, имате се уште, стоите на истата идеја да помогнете на родителите кои што имаат дечиња со одредена попреченост и да ги обучите за некои основи на применување на овој тип на масажа, се со цел да ги направат своите деца посрекни и поубаво да се чувствуваат. И сега, како реков, да ги охрабриме. Оние кои што можеби се скептични, па си велат дали јас тоа ќе можам да го направам, веројатно тоа не е нешто едноставно, треба да се знае како правилно да се изведува. Па тоа е идејата. Да, што е нели сето она што ќе им го вие порачате. Мислам дека ќе го има тој момент, ги охрабриме. но љубовта на родителот кон детето е безусловна, така да сите родители кои го имаат тоа чувство дека ете ја можеби нема да сум доволно добар, нема доволно да научам, ги охрабрувам да го прескокнат тој страв и да дојдат на курсот. Значи, минимално да научате подобро од воопшто ништо да не знаат, а јас ве уверувам, кога мајка или татко за такво дете сака нешто да научи, верувајте ми дека универзумот сам ги тера да се перфектни, да научат, да бидат одлични. И сега на курсот, значи ќе научат правилно седење, правилно нанесување на притисок, ќе ги научат линиите животни на самото детенце, ќе научат некои видови на истегнувања. Обично сите, предпоставам, ќе ми кажат со каков проблем се детенцето нивно. За секој проблем јас посебно нив ќе им објаснам што треба, што не треба, кај треба внимание да се стави. И верувајте ми, тоа толку лесно ќе иде, родител, нанесување на масажа на дете, што детето воопшто нема ни да примети, нема да се бунтува. А тој проблем, например, јас го имам кај мене кога ќе дојде некој детенце, па треба му зборуваш, да го смируваш, да го подлажуваш, па ќе бега, па ќе вика, па дете како дете, нели? А родителот тука има огромна предност, значи, ем си е со детето, ем градат, нели, меѓусобни односи, ем родителот во меѓувреме потајно, нели детето не е ни свесно некогаш дека родителот го масира и му помага, го стимулира. Така да ги охрабрувам сите родители кои имаат деца вакви со некаков проблем, ништо страшно, значи секаде во светот тоа го има, нека дојдат, нека научат, нека видат. Може да се обидат најпосле, нека се обидат, да, па нека видат, да. Има позитивни така, резултати. На курсот ќе добијат нели литература. Еве јас донесов нешто од книгите, сега ако можеме да покажеме. Тоа е малку пообемна литература, ова е се за еден левел 1. Тие ќе добијат некој дел од овие книги, јас ќе видам, ќе склопам некој прв левел. Така. Значи, да не име ни премногу, а да со тие 2 дена и научат нешто, нормално. Да, ќе внесеме некоја забавна содржина, да не е се само учење, вежбање и пракса, но ќе им кажам дека ќе има 2 навистина исполнети дена, ќе имаме теорија, ќе имаме пракса, ќе имаме вежби, ќе имаме прашувања, што, како, дружење. И мислам дека најголемото богатство е што ќе стапиме сите заедно во контакт и од тука ќе го шириме нашето познанство и верувајте ми, кога таква една група ќе се формира, децата ќе бенефитираат 100%, ви кажувам. Да. Имаме само уште неколку минутки до крај, но и уште еден гледач, па ќе му ги остапиме нему, ќе апелирам да бидете кратки. Добар ден, за кого? Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме. Вака, имаме дете со церебрална парализа. Ова веројатно, колку што слушнавме, би помогнало во 100% би помогнало за неговото, а плюс е и тајландче, од Тајланд. Добро. Да, малата е со тајландско потекло. Не слушнав само каде ќе бидат курсевите и кога ќе почнат, пошто покасно се уклучивме. Ќе ги дадеме сега тие информации. Многу ви благодариме за тоа што не следите и се вклучивте. Групата се уште се формира, токму и затоа разговараме денеска, се со цел ова информација да стигне до сите вас. Социјалните мрежи се една алатка која што навистина ни ги олеснува сите овие нешта. Атанас Муковски можете да го најдете на Facebook, секогаш е достапен и неговиот телефонски број се наоѓа на
интернет. А и ќе го оставиме во режија, нели? Ќе го оставиме и во режијата, можете да ги оставите вашите податоци. Верувам дека оние кои што имаат џелба без никаков проблем ќе ве најдат, одговарате на сите прашања и на пораките. Меѓутоа, еве генерално дали имате одредена рамка временска кога сакате и планирате да се мислам дека не овај следниот викенд би било. Значи имаме колку е 15 дена за припрема. Во тие 15 дена родителите е битно нели да ме контактираат на било кој начин, значи на фејсбуката на Смуковски или на телефонот, таму го пишува, ќе го ставиме во режија и заедно во комуникација со сите ќе го одбериме најубавиот термин, кога ќе знам ја за колкава бројка ќе работи, ќе можам нели да изнајмиме адекватна сала, адекватен простор, да се обезбедиме да имаме услови за работа, нели ќе се формираат примероци од книги, скриптири, се што им е нив потребно, значи од нив само се бара да дојдат малку со отворен ум, со малку верба во себе, а јас ќе се потрудам максимално во тие 2 дена да научат основи на традиционална тајландска масажа од левел 1. Да. Атанас, јас ја поздравувам навистина твојата иницијатива и желба да помогнеш онаму каде што е навистина многу потребно. Искрено се надевам дека ќе бидат задоволни оние кои што ќе пројават интерес за оваа работа и дека ќе им биде помогнато во вистинска смисла на зборот. Ти благодарам и што одвои време да дојдеш во нашата емисија. Се надевам дека допре ова информација до оние на кои што им беше потребно. Морам да ви кажам дека секогаш ми е чест да гостувам кај вас. Многу сте елоквентни, адекватни, се надевам и ви посакувам успех во работата и убаво е што третирате вака културно-општествени теми, малку нели и луѓето некој аир да видат од државава. Ви посакувам се најубаво и ви благодарам стварно што кога имам нешто да кажам, секогаш ми излегувате во пресред. Голем поздрав и успех до вашата телевизија и до вас лично. Благодарам многу уште еднаш за убавите зборови. Се надевам дека на убав начин го стартувавме денешното издание на Македонија денес и како што кажав дека преку оваа прва тема ќе успееме да допреме онаму каде што е потребно и дека ќе биде понудена помош на родителите кои што имаат дечиња со одредени попречености, а тајландската масажа традиционална е она која што може да им понуди помош и бенефити. Тука го заокружуваме првиот дел, веќе добро знаете, она што следува е 24 анализа. Денеска анализата е со мојата колешка Наташа Стојановска. Веднаш потоа тука ќе бидат типладневните новости, а ние се враќаме во студиото нешто после 12 часот и 30 минути со сите наши следни гости и содржини кои што со многу љубов ги подготвивме за вас, нашите верни гледачи.